Овие предложени измени апсолутно се поврзани со законот за попис, затоа што и тука на почетокот на законот кај што се предлага пишува дека е намерно темпиран пред законот за попис да се донесе. Еве како пише, вика, воедно со најавуваниот попис во 2021 година ќе имаме точен статистички податок за населението, домаќинствата и становите од држава. Значи, овие два закона, значи ја ги носам, законот за попис, законот за државенство, се апсолутно синхронизирани и се многу опасни. Ако се работи за 1000 луѓе, како што велате, неофицијална бројка од МВР, тогаш не би направило тоа некое значително поместување во демографската слика. Ако ги видите ставките и членовите што ги предлагат, апсолутно тоа нема никаква логика. Така, симнување од 8 на 4 години, значи, нели, пак се вратам на примерот со колешката мајка и тука живеела 50 години. 50 години, а они симнуваат од 8 на 4 години. Каде е тука поврзаност? Така. И излегува села и вика, ова ќе биде тест за дали сме едно општество за сите. А може него да го прашаме, например, како на предизборен митинг со дрон летаа знаме на голема Албанија, дали тоа борба може би за општество за сите, например. Ама кај нас е тоа нормализирано. Тоа е нормализирано. И вакви закони да се пуштат ускратена постапка, без дебата, и тоа е нормализирано. И овој народ не знае што му се случува, не знае апсолутно што му се спрема. Овие два закона, заедно комбинација, темелно ја редефинираат државата. И да не разгаламевме ние, ќе подмине како по тепих.